Општината мора да бара повеќе пари од државата како финансиска поддршка за реализирање на проектите од инфраструктурата. Распределбата на средствата од државниот буџет, што ја прави централната власт, треба да биде порамномерна, особено за источниот регион, а посебно за општина Кочани, бидејќи и нејзините граѓани ги плаќаат законските давачки и даноци. Ова, меѓу другото, беше речено на седницата на Комисијата за финансии и буџет, која го разгледуваше предлог буџетот на општина Кочани за 2017 година. Според членот на комисијата Ѓорѓи Алексов, државата одделува известни средства и за нашата општина, но тие се недоволни и се однесуваат само на решавање на потребите што и онака мора да се финансираат од државниот буџет. Тоа во прв план се обврските за дотации во образованието и некои други помали трошоци, што се покриваат од страна на државата, рече Алексов. Ние не можеме да влијаеме да го креираме централниот буџет, меѓутоа мораме да најдеме начин во кој што ќе бараме повеќе средства, затоа што со овие средства тоа е максимум што може да се направи. Значи, не може да се направи повеќе, а не е доволно. Значи, ние имаме проблеми како што е градскиот пазар, значи имаме проблеми како што е се сообраќајните проблеми, паркирање на автомобилите во централното градско подрачје. Државата инвестираше, централната власт инвестираше еден куп пари за изградба на катни гражи во Скопје. Зошто централната власт инвестира на катна гража во Кочани? Значи, за такви проекти мораме да разговараме и мораме да ги отвориме тук. Подршка за мислењето на Алексов имаше и од други членови на Комисијата за финансии и буџет. Потпуно се согласувам со тоа дека доколку ние како Совет, заедно сите без разлика опозиција, власт, донесеме одлуки и кажеме дека сметаме дека е неправедна распределбата од централната власт, дека ќе има тежина. На седницата на комисијата беше речено дека имало доволна транспарентност во изготвувањето на буџетот на општината за наредната година, пред се поради организирањето на буџетскиот форум. Прв пат ова година буџетот се изработи преку буџетски форуми. Тоа значи јавно, транспарентно, на работилници, на форуми, учествува сите заинтересирани страни и корисници идни корисници на буџетот. Под покровителство на швајцарската влада. Не можеме да кажеме, ама ни трунка критика не може да издрже фактот дека оваа година е најтранспарентна изработка на буџетот. И покрај транспарентноста во носењето на буџетот беше прифатен заклучокот од и покрај поддршката од централната власт. Секогаш треба да се бараат уште пари како поддршка за проектите на општината. На крајот од состанокот, членовите на Комисијата за финансии со мнозинство гласови го прифатија предлог буџетот на општината за едната година и како таков го предложија за разгледување пред Советот на редовната седница што ќе се одржи в среда.